поминја, да кажем, најавата за можно коалицирање, соработка, предизборна, постизборна, на втор круг избори со Алијанса за албанците и алтернатива. Таа коалиција, некако тоа како да падна по вашата отворена поддршка на протестите, како вие велите, за уставобранителите, за 27 април. Неодамна дадовте една изјава во која што велите дека потенцијалниот коалицијски партнер, мислејќи пред се на општините со мешан етнички состав на население, велите ќе мора да ги почитува македонците и другите помали етнички заедници, минимум да речеме да се согласи представачот на Советот да биде македонец во таа општина. Сега како би го објасниле статусот на односите со Алијанса и алтернатива? Има ли таму потенцијал за соработка? Немам јас чувство дека нема потенцијал. Немам јас такво чувство дека, како што вие велите, оди тоа во надолна линија. Ќе додржите ли од некако под иста рака, како велат, и поддршка за 27 април за протести и соработка со Алијанса? Тешко ќе одат. Повторно сега влегуваме во детали. Имаме крупна слика. Ако крупната слика е дека оваа влада води погрешни политики и не ја води напред Македонија и дека треба да замине, треба да се обединиме околу тој столб. Понатаму, откако тоа ќе го завршиме, како примарна задача, ние можеме натрешно да седнеме и да разговараме за многу детали кои што мене ми пречат, кои што нив им пречат. Но тоа е второстепено, првостепено е ова. Така што јас немам такво чувство. Прашањето за македонците нормално е, бидејќи ВМРО-ДПМН е партија на македонско национално единство. Има обврска да го штити интересот на македонскиот народ, но и на македонската нација, во која што се ромите, србите, турците, власите и така натаму, па и албанците и останатите кои што ја формираат македонската нација, бидејќи тие се обединиле за да создадат една држава, политички субјект. И нормално е во тие средини каде што македонците имаат чувство дека се граѓани од вторет во својата држава, такво чувство се повеќе се изразува. Еве ќе ви дадам еден пример. Вие имате, уште се реновира гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетоа. 4 години се реновира, до сега Нотр-Дам ќе изградевме, ќе изреновиравме. Уште деца учат во контейнери. Срамота е тоа што се случува. Ајде појдете, видете колку водовод канализација е завршена во поранешните општини Вранешница и Другово. Погледнете колку е завршена во Зајас и Услани. Тоа не е честно. Таму живеат луѓе кои што во оваа држава се народ кој што е создал оваа држава. И ако не е проблем, ние, бидејќи не е проблем, нели, да имаме претседател на собрание, кој што доаѓа од вториот по големина бројност етникум во Македонија, ако не е проблем да водиме кампања ПСЕО, зошто да нема премиер Албанија, зошто гледам да е проблем да имаме македонец кој што ќе биде претседавач на Совет, да речеме, во општина Тетово. Зошто би било тоа проблем? Повеќе од ПСЕО? Зошто не? Зошто